Кратки најави за денешниот дневник. Започна 52-та научна конференција за македонски јазик во Охрид. Утре ќе се одржи 38-то издание на Охридскиот пливачки маратон. Владата ќе отвори ресурсен центар со експерти затоа што општините немаат административни капацитети. Малолетник во Охрид се повредил откако со мопед удрил во лисица. Обединетите арапски емирати изградија водовод во појасот Газа. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 30 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и топло време. Во сабота над Атлантикот и Западна Европа се продлабочува силен циклон со центар западно од Британските острови, кој носи обилни врнежи кои што ќе бидат проследени со силен ветер. Поројни дождови и грмежи ќе има и на поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во Источна Европа времето останува релативно стабилно и суво. На Пиринејскиот полуостров продолжува сончевото и топло време. Балканот утре ќе биде под влијание на циклонален систем што се движи од запад, но сејки нестабилно време. Во поголем дел од полуостровот ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално се очекуваат и поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во крајните јужни и источни предели на полуостровот претежно сончево и топло време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 34 степени. Во Македонија во сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во попладневните часови зголемување на облачноста и развој на нестабилност, која што во попладневните и во вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за поројни врнежи и појава на невреме. Ќе дува засилен јужен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 50 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 35 степени. Во Охрид во сабота во првата половина од денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во Охрид во недела во првата половина од денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне намалување на облачноста и повеќе сончеви периоди. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во понеделник и вторник сончево и топло време. Утринската температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29, односно до 31 степен. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМА. Заврши летната школа, а започна 52-та меѓународна научна конференција по македонски јазик, која што привлече 65 македонисти од целиот свет, домашни и странски реномирани академици, лектори и истражувачи. 33 годишниот Винсент Баталја од Америка го научи и одлично го зборува македонскиот јазик. Нема македонско потекло. Татко му е од Италија, мајка му од Австрија, но дружејќи се со пријатели во Чикаго, се влюбил во македонскиот јазик и култура. Трет пат е дел од летната школа за македонски јазик, литература и култура во Охрид, заедно со 60 на колеги од сите страни на светот. Имам многу пријатели во Чикаго, од Македонија и за мене многу сакам да имам добар муабет со нив и тоа е за тоа што учам македонскиот јазик. Третиот пат во зимска и летна школа и секогаш е подобро и научив многу нови работи во македонскиот јазик и сакам да кажам дека многу ми се допаѓа македонска култура, литература и да, многу прекрасно. Јас сум од Кина, јас сум кинезинка, учев македонски јазик 1 година. Зборувам македонски, англиски, кинески, казахски. Мило ми е што доаѓам во Македонија.
Заврши летната школа, а започна 52-та меѓународна научна конференција по македонски јазик, која што привлече 65 македонисти од целиот свет, домашни и странски, реномирани академици, лектори и истражувачи. За главна тема имаат извонредно значајниот юбилеј 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, на кој што ние го чествуваме оваа година преку низа активности, а најважно од се е што ќе се истражува оваа тема во контекст на вековниот развој на македонскиот јазик, а со тоа и македонска книжевност и култура. Македонскиот јазик се изучува на сите континенти и меридијани, а меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е негов најголем чувар и промотор ширум светот. Утре, 30. август, во водите на Охридското езеро ќе се одржи 38-то издание на Охридскиот пливачки маратон на патеката Свети Наум Охрид во должина од 25 километри. Утре 30 август во водите на Охридското езеро ќе се одржи 38-то издание на Охридскиот пливачки маратон, еден од најзначајните спортски настани во земјава. Вчера вечер на улица Македонија беа представени 16 пливачи од 6 земји кои утре ќе пливаат на маратонската патека Свети Наум Охрид во должина од 25 километри. Во машка конкуренција ќе се надпреваруваат 10 пливачи и 6 во женска конкуренција. Во машка конкуренција ќе настапат 4 македонски пливачи: Александар Илиевски, Петар Цеков, Леонид Мишевски и Лазар Поптрајков, а во женска конкуренција боите на нашата земја ќе ги брани Росана Гошева. Стартот на трката е од Свети Наум во 12 часот, а целта е на градското пристаниште во Охрид околу 17 часот. На синокешното представување на учесниците на маратонот присутните ги поздрави председателот на Советот на општина Охрид Перчо Божиновски, кој во своето обраќање меѓу другото рече: по толку изминато време од врвните водени походи на легендарните Климе Савин, Нико Нестор, Дики и Атина Бојаджи, Охридското езеро останува една од најпрестижните светски водени сцени за најпознатите пливачки асови. Божиновски воедно им ги врачи наградите и признанијата што организаторот традиционално ги доделува на личности заслужни за промоција на Охридскиот пливачки маратон и пливањето. Оваа година општина Охрид му ја додели наградата Климе Савин на Павел Грубчев, еден од основоположниците на Охридскиот пливачки маратон. Наградата во негово име ја прими Виолета Грубчева. Признание за афирмација и промоција на Охридскиот пливачки маратон му беше доделено на познатиот македонски маратонец Томи Стефановски. Охридскиот пливачки маратон е во техничка организација на Клубот за спортови на вода Охридски бранови 2008, а покровител и поддржувач на настанот е општина Охрид, Агенцијата за млади и спорт и Националната пливачка федерација. Согласно пропозициите на ФИНА за одржувањето на вакви настани, секој пливач ќе има обезбеден пратечки пловен објект. За победниците во машка и женска конкуренција, организаторот ќе додели победнички пехари и медаљи, а предвидени се и парични награди распределени според критериумите на ФИНА. Маратонот се одржува во рамки на Охридскиот фестивал на водени спортови. Министерот за локална самоуправа Златко Перински денеска представи активности за воспоставување ресурсен центар за поддршка на општините. Центарот треба да биде концепиран како институционален механизам кој ќе овозможи долгорочна, одржлива и стручна поддршка за општините преку обезбедување специјализирани услуги во областа на административниот менаџмент, планирањето на локалниот и регионалниот стратешки развој, подготовка на техничка документација и капитално планирање, финансиско планирање и управување, техничка експертиза, јакнење на меѓуопштинската соработка, подготовка на проектни апликации и искористување на средства од меѓународни фондови. Општините немаат доволно квалитетен административен потенцијал и експертиза за да ги спроведуваат своите надлежности и да испорачаат квалитетни услуги на граѓаните. Загрижувачки се капацитетите на општините за подготовка на проекти преку кои ќе се привлекуваат средства од домашни и странски фондови. Ова се само дел од предизвиците со кои се соочуваат, а кои ги утврдило Министерството за локална самоуправа преку процена на состојбите со директен контакт и посети на општините. Со цел да им се помогне, владата во рамки на Министерството за локална самоуправа ќе воспостави ресурсен центар за поддршка на општините, составен од ростер на експерти од различни области.
систематизирана и институционализирана поддршка во функција на реформа на локалната самоуправа во форма на ресурсен центар за поддршка на општините, една контакт точка која што ќе понуди изводливи и одржливи решенија за зајакнување на капацитетите на општините. Овој центар представува механизам што овозможува долгорочна, стручна и одржлива поддршка на сите општини во државата. Неговата цел е директно таргетирање на слабостите, како недостиг на административна експертиза, слаба меѓуопштинска координација и недоволна искористеност на ресурсите со кои што располагаат општините. Во периодот кој што следи до април 2026 година, Министерството ќе работи на воспоставување на телото составено од експерти кои на барање на општините би биле на располагање за помош во испорака на секоја услуга кон граѓаните во надлежност на општината, но и ни за подготвителни активности како прирачници и насоки за градоначалниците и административните работници. Патоказ, односно практичен прирачник за идните градоначалници, кој ќе содржи насоки за првите чекори при превземањето на функцијата, од организација на администрацијата, преку финансиско и буџетско планирање, до реализација на капитални проекти и работа на совет. Насоки за надминување на препораките кои што Државниот завод за ревизија ги детектирал како слабост врз основа на извршените ревизии во општините во изминатиот период. Подготовка на дигитална платформа која што ќе представува интерактивна алатка за општините преку која што ќе можат да побараат и добијат одговор брзо и ефикасно. Поттикнување на меѓуопштинската соработка. Ресурсниот центар представува продолжување и институционализација на 8-годишниот проект за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој финансиски поддржан од швајцарската влада. Истиот како иницијатива е поддржан и од делегацијата на Европската унија во Македонија, со тоа што преку проектот ЕУ за општините ќе бидат спроведени активности за јакнење на капацитетите на локалните самоуправи. Пред почетокот на новата учебна 2025-2026 година, градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски ги прими 20 првачиња од основното училиште Дебарца. Ногачевски на првачињата им посака топло добре дојде во светот на знаењата и им додели училишен прибор кој традиционално го донира фондацијата Капинков од Перт, Австралија. И оваа година општина Дебарца на сите првачиња ќе им додели еднократна парична помош од по 5000 денари. Ногачевски пред првачињата и родителите потенцира дека локалната самоуправа ќе продолжи да вложува во училишната инфраструктура, во наставниот кадар и мотивирани ученици, со цел учениците во општина Дебарца да бидат меѓу најдобрите. Оваа година подароци за првачињата донира и Министерството за образование и наука и Комерцијална банка АД Скопје. Малолетник се повредил откако со мопед удрил во лисица. На 29 август околу 3 часот и 30 минути во СВР Охрид е пријавено дека на улица Радојца Новиќич во Охрид 15 годишен малолетник од Канада, а со престој во село Долно Лакочере и Охридско, управувајќи мопед Априлија со охридски регистарски ознаки, удрил во лисица и паднал на коловоз. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетниот возач, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Охрид, информираат од Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.